Каде си? Ке дојдат. Што мислиш? Ке донесат ли ке си? Доста пиеше пред Спиридоне, доста. Јас сум инвалид. Имам право да живеам подобро од сите здрави. Дај вестник. Што ке ти е вестник? Не сакам да сум сам. Како сам со мене си? Не сум. Ти спремаш за нив. Спиро, брат ти е. Да, брат ми. Брат ми е мој брат, а жена ми е моја жена. Жена ми, која мене ми е жена, сега му робува на брат ми, кој замисли мене ми се паѓа брат. Не му робувам, чекам гости. Така значи? Значи брат ми е гостина, тугинец. Господи, Боже, кај те е најдов, кај се запусти? Без тога, јас безум. Од двајцата, еден здрав не можеш да се останеш. Кажи ми да се врати. Спиро! Што Спиро? Доаѓаат кога треба да си одат. Ај, честито награда, бе, бате, бате! Ај, честито награда. Бате, ова е Мирна. Мојата роба, ева и овде. Честитам, да ви сте множа. Да ви се врати. Сад. Имате сад? Не разбирам. Пак некој метафори на Спиро. Сад, бе, Мирна, сад. Тик-так, 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 разбираш? Ами ставете го Спиро, велете, седнете. Ви го читав романот, одличен е. Знам. Бате, на што тема? Бе, бате, не луди се. Мирна прва го гради. Ке го прочитам и јас. Ај сега имам некои испити по геологија. 300 страници. Тема подземје и тероризам. Брат ми е гений. Брат е одлични романи. Секогаш пишува за себе. Селина. Спиро, како изначувате баба? Се навикнавме. Не се навикнавме. Не навикнаа. Звезда со тие локани, Како трешти и пломби паѓаат. Немаше можност за друг стан, малку погоре. Мирна. Немаше. Знаеш, јас сум инвалид и јас сум виновен. Што Спиро? Јас не мислев така. Може би знаете дека повремено патам од повремена импотенција, поради претрпена травма, поради гинење на екстремитет. Или, например, кој број каки носам? Кажува на сите девојки се што ни е семејна тајна. Бате, не сме дојдени овде да се караме. А зашто сте дојдени? Да ти честитаме награда, бе, бате. Нема за мене награда, штом немам нога. Тебе типа за една нога. И други немаат ни мозок, па се живи. Извинете, каде ви е тоалетот? Каде што не е шолјата. Добро, брат Спиро. Што ти е? Сакаш да избркаш девојката? Денес не сакав гости. Дојдоа на своја одговорност. Добро? Добро, ќе си одиме. Ја почекам да дојде и ќе си одиме. Откако ми се помоча во вецето, предно поставев Селина. Да ти се помочам јас на тебе во табието. Доста, бре, доста срамота. Браќа сте. Ако си имаш ти проблем со жена, ти реши си тоа. Мене овде не мешајте ми. Што се мешаш бе мочко меѓу ти мене и жена? Ајде, доста ми од тебе. Наплати ја сметката, па да се живееме. Толку не можеш да платиш? Имате многу убави плочки, италијански
мола. Остај, Ќорле. Гледаш, малата гризе ореви, сака да скрши забои. И мислам дека сте искомплексирани во враѓани. Не сум должна да ве потесувам. Па кој те тера? Јас не те повикав да дојдеш. Мирна, тој вака гради ликови, ќе испровоцира и прави роман. Спиридон има добра душа, само малку е незгоден за хумор. Знаете што? Мирна е немирна и невоспитана. Те видам, не така, сврти го. Сврти на лево, сврти на лево. Сврти десно, бе. Немој така, бе, ке си сечеш, бе, ти го. Добро, бе, бате, добро. Знам да отвораме до шише, не сум дете. Силвестер, што ти е? Господинот Спиридон треба да свати дека неговиот помал брат веќе не е дете. Нема потреба некој да го држи за рака додека ја минува улицата, да му каже како да отвори шише, да му определува со кого ќе се дружи. Ана, дај крпа и не пуштай грејата. Нека се оди малку гостинка. Бате, Што бате? Ке се тушира. По куќава не примам дрски и валкани девојчиња. Крпи за капење вола, гаранција до животна. Крпи за капење вола, гаранција до животна. Никогда на момци не се заинтересирани. Нека влезе. Спиро! Влези, момче. Добар ден. Добар ден. Седи. Колку кома? По за вас, банка. Ако знана, Занеа. Занеа две банки. ајде. Зошто? Па поголема крпа, поголема површина, линиите е работа, женска крпа. Кај научила математика? Господи, ако купувате, купувате. Оти нема време. А и жена ми даде рок, до вторник морам да се збогам. Инако ќе ме напиште. Ајде, дај. Ајде со здравје да се служите. Добро, ќе се капам. Гледај добро да ја не сапуниш устата. Ваквите типови ги викаме невротици. Што? Вие студирате медицина? Психијатрија, 2 година. И па мене ме учат во 4-та. Рано е, на постдипломски. Внимание, зборува полиција. Известени сме дека во зградата е поставена бомба. Треба да експлодира за 1 час. Ги молиме станарите и сите гости на локалот да ја напуштат зградата. Ме молиме без паника. Повторувам, без паника. Полицијата ќе го пребара секое катче. Леле, за 1 час? па тероризмот е страшна работа. Предиска јавна дека во Боливија тропнен авион. Светот ќе го предат терористите во воздух. Ма мене цел живот ме обрабуваат секојаш кога ќе соберам онолку пари, колку што ми бара жена ми. И така никако да ме пуште и пребат. Понекогаш мислам дека таа ги плаќа праците за да ме ограбат. Да истребуваме луѓе. Јас не одам никад. Спиро, станувај, ајде. Немам зошто. И онака губам една нога помалку од вас. Спиридон, станувајте човече, гледате дека нема шега. Добро, оставете го. Сака да го молиме. Нека умре сам како пес. Готово, пропадав. Што е? Се скрши. Кој? Ај,
причина бе, господја? Тоа трајот како ми забрани да одам на работа. Ви забрани. Да, Зошто? затоа што е љубоморен како куќа. Не измислуваме. Што работите? Стојатес. Летав, драга моја. А сега живеам на први кат. Птица не можем да видам из прозорецот. Знаете, здравото цилување е всушност потисната сексуална желба. Забраната за летање се доживеале како сексуална забрана. Малечка, ако требало жена ми да се анализира, ќе си платев дипломиран психијатар. Бате ме, не се катуваме, бате ми се живее, како абсолютно бате сакам да живеам, бате не ми се опре, бате сакам да живеам. Живе? Јас кога нешто не сакам, не го правам тоа. А јас цел живот продавам крпи за лична хигиена, не продавам дрога, муниција, оружје. И вака ли добра? Боже, зошто ме казуваш, Боже? Ама, дај ракија. Бате, стварно си несериозен. А вие сте? Скокнете тогаш. Да скокнеме низ прозорец? Скокнете? И да скршите една нога, имате резерва. И јас ке скокнам. Не, никако. Полицијата чека надвор со снайпери. Ќе мислат дека ние сме терористите. А што мислите? Дали се во зградама? Кој? Па терористите? Назре се. Мајко, што ако влезат овде, ќе не држат како заложници? Сега? Дај ракија. Ништо, ајде, ќе чекам. Сакам и јас. Мирна, па ти не пиеш. Сакам ракија. Мирна, утре сега испит. Ако има утре. Здравошино, Боши. Јасно. Боже, како влеговте? Преку балкон, скокам од балкон на балкон, од 9 до 1 кат. Да скокнеме и ние. Нема шанс. Јас се скокач, атлетичар. Во далечина или во височина? И едното и другото и третото. Трето, кој е трето? Во длабочина? Скокнавте од подкровје до први кат. Не ви верувам. Да се разбереме дебитирање, минување на цидови, летање тие работи. Глупости. Тоа е парапсихологија. Не, исклучиво аеродинамика и шел. А каде научивте да летите, а? На работа? А што работевте? Пилот? Шеф на подземје. Тероризам? Не, шеф на капела. Кој зошто тогаш летите? Да бидам односно уштериите, треба да личам на дух. Подземјето е духовно место. Дај седи, јас. Сакаш раки? Сакам. Не бегате? Не се скрши кучото, Арсо. А ти? Гранична ситуација, комшике. Пак што летката? Знаеш, комшија. А, не, овој пат ќе ја кажам на Перса. Стварно ќе ја кажам. Перса? Колку невообичаено име. Жена ми, Персефона. Захарено Перса. Некај казо, дури сте во едно пакување. Не може. Резат пред станарите. Па гледај сум. Не може. Изгледа е сак. Ист случај, господин Арсо. Одам да се искапам. Нервите ќе ми се пуштат. Мирна, как ти се тие глупости, па ти се мовам, нагласни сме. Бате, а да ја барам, па може би е некаде во станов. Ако имате детектор. Баре? Ја да знаете ќе ја барам сам. Абе не бе, тоа Силвестре, игла па да не сегеда. Помиштеме, адска машина, 9 ката треба да направи бискл и торта. Леле, Спиро, па добро ти уживаш во ово. Ако те наведе патот кон фармерките, не фрлај ги. Имам саадната. Одам да земам мајка. Не знам што мој. Никогаш не станал да земе нешто сам. Знаеш, комшике, велат дека луѓето пред смрт добиваат желба да се отпат
Господи, овие се луди. Одна се чукува бомба, а тие разговараат кој да излезе и заклучена врата, да донесе главчена, солена, насипана зелка. Бати бомбата, па никаде ја нема. Мирна нема да оди сама долу. Ма не е само слабство. Ма нема да оди и точка. Šta je bе? Da ne si ljubomorен, bar svoje ti imaš valjka. Нека оди жена ти, бе. Не, нема Dobro шанс. toč, ki odime site. Чекај, како ти одиме сите кога само ти имаш таква моќ? Ке me povedo, daj ti je rad sa malo. Не разбирам. Ќе левитираме? Da, prvo da razčistim. Витаме. Левите дима. Ajde. Daj ti rad sa malo. Ке me povedo. Чудесно. Ова мора да е сон. Зар подземјето изгледа вака? А нас по геологија не учија нешто друго. Ana, Да. daj mi ga kuću. Нека те не отклучувај! Што е? Може би тоа е вратата од пеколот. Тоа е вратата од терасот, ќорле. Да добро, Силвестар, не каже ли нека каде сме ние всушност? Во подрум, по зелка. Традиционално македонско мезе за ракија. Силвестар, знаеш што? Имаш кога имав 4 или 5 години, со татко ми бевме во изба да земеме ајвар. Во темнината на скалите двајца водеа љубов. Почнав да викам, тато, лав, гледај, лав! Каде сме ние луѓе? Во претворието народ. Ебе, уште половина час и она чудо ќе експлодира, а потоа сите ќе влеземе за онаа врата. Што има бре ти да влебаш во мојот подрум? Моја зелка не може дојде да видите лавови, темни светови дименции, чуда. Се околу мене кои сакали да бале. Силвестар, лав, гледај! Што правите вие кај мојата зелка? Мојата зелка? Си видиме лав. Сакаш и ти? Зелка? А паси! Абе! Чај, бе! Уште еднаш ако ми кренеш рака, абе, ни саче со лопа нема да те застави. Што гледате, бе? Гледате дека ме отретира? Не можете, бе? Господине Спиро, вие првпренавте рака. Што е? Право, право. Гледај сега како да трпиш вандали. Мирна! Спиро, кажи им да те пуштат! Пустиме, бе! Пустиме, бе! Јас сум Спиридо! Писателот Спањана, бе! Ни телевизија не гледате бати вандалите. Слушаш? Абе, сакато овде било писател. Абе, сите писатели ми се бавите. Ѓубриња наркомански! Наркос. Ајде, покажи му на Сакато овде дека наркоманите не се лоши луѓе. Срценце, чигиро, може вока? Ште да бе? Јас сум инвалид! Ај, Господ ќе ме казни, е! Абе, не те коли, бе. Абе, те сакаме писатели. Те сака, бе, бати, живи мама те сака. Казано за љубов, казано за омраза. Да, ме сака. Така? А мене?
А јас сум биолог, да души уште 20 пута имам. Сирома сте! Господа терористи, да нема сад. Ние овде сте се на грато и не бараме никаков јадост. Ние си живееме горе. Да, господинов, писате овде со оваа квачка, што не ја ни сака. Вие живеете горе, а ние што се сакаме, абе ние живееме долу. Квачка? Да. Квачка сум Силвестре. Не сум ластовичка. Веќе не летам. А по ова јас веќе не го трпам. Ова е навреда за мојата страна. Пуштете го човекот или ќе ве здровам, или го ще лева спитали. Добре, се тебе! Ама не е културно да ме убиете, да не си ми представите. Ова е Адам. Смева. Прогонят ти од горниот свет. Крадевме од дрвото на созданието. Ограбивме аптека. Малку еден мод. А Господ рече, ете, Адам стана еден од нас, знаејќи што е добро, а што е зло. Но сега, да не ја пушти раката своја и да седа од дрвото на животот и да вкуси, да живее вечно и њакна коца. Дрво на животот, а каде се продаде? Аде, по супермаркети. Не може двајца да тероризираат 5 минути? Ама ти, како писта рум? Во брат си со лапа, знаеш? Што ти ја галема, па чавро? Имаме многу маче во квартот, а? Ајде повтори. Па чавро, колку сакам дрски мачиња. Само знаеш што? Мразам некултура! Не можам да поднесам тоти! Па чавро! Не цујте, пичка ми материна, не цујте! Една сос може да ромисли мојата нежна радост. Со секоја сос таа се смалува и на крај ќе се претвори во ромка и ќе изише во најситна прашинка. А подостете ќе ме здравам! Затоа ќе ме направам! Сам ќе останам овој свет! Ке пцуваш ли пак? На зло со зло? Не пцувам мирна нитки што ќе помисла луѓето за нас! Како црпси во метро Бронкс. Па не може, го право е Спиро. Не може двајца да тероризираат 5 минут. Хитлер сам здрови милиони и никој не писна. Некој мора да стави крај на ова зло. Некој мора да ви се спротистави. Но никој одош не допред. Секој мисли дека тоа ќе биде некој друг. Ајде, абе кој ќе стане, ајде? Јас. Што? Што речеш? Хајде, фокус, ајде, маште си или штрофи! Ама пуштете, абе мола пуштете ја. Важи, Ќорле, ќе ја пуштам ако кажеш пред сите дека ја сакаш. Ја сакаш? Ајде, кажи дали ја сакаш и ќе ја пуштам, ајде. Па таа е учена, студира факултет. Не боли, те праша дали ја сакаш. Си да се кажи пре. Читаш книги, а? Гледај, имам повеќе фиксови колку книги што си ги прочитала. Секој фикс, различно искуство. Спијам со друг, а ти? Менувај почесто алишта, а не мажи, смрдиш. Ама добро, зошто не малтретирате? Тоа треба ние вас да ве прашаме. Како, молам? Така, нема место на овој свет каде може да се води љубов. Господите терористи, па зарем не е возможно вие да водите љубов во некој стан, па макар и да не е ваш да е тук? Кој ќе не прими нас вр такви? Мајка и татко ме сакаат да ме видат. Кога можеме да чуваме животни, можеме да ве прибереме и вас. Да, ние сме подолу од животни. Терористите се крволачни зверови, што јадат бебине за ушите. Абе сосем! А вие горе, бракови по аквариум со средна температура од 18 степени. Проклета сум. 100 пати да сум проклет што ја довел овде.
Ајде, кој има последна желба? Пред да ве убиеме? Јас. Сакам да стојам на една нога со брат ми и да гледам во сонцето. Престани, чорле. Овие се луд. Не сум луд. Цел живот ги носам овие проклети очила. Замаглува. Сакам да гледам, сакам да го видам светот. Каква е оваа игра? Нека каже Спиридон, како Марија игравме. Ме тераше да стојам на една нога и да гледаме во сонцето. А победуваше оној кој ги издржи подолго. Секогаш пагав. Од секогаш бил појакиот, посилниот, постар, похрабар брат. Ме лажеше дека со тоа се станува маш. Се додека не осветив. Еден ден се свртев, не може веќе да издржам. И кога го погледнав, тој мижеше. Мојот брат, мојот идол, тој проклет ското човек, најдобриот стојач на една нога и гледач во светлината мижеше. Замислете се, служел со трик. И носиш очила заради него? Носам за да не гледам сите вас! Сите лажете мамо вие ме Степану! Наркос, ова ти се терористи. Спиридон, си го осебил брат ти? Ти си терорист. А јас мора да се капам по неговата бања, само затоа што реков дека ми се допаѓаат точките. А јас сакав да летам за Токио, а не да му дробам кисела зелка. А мене ми дојдеше лепката дома, а вече има финале. Манчестер Бајер. А јас цел живот продавам крви за лична хигиена, за да ме прими жена ми в кревет. А бев игрорен талент. Спиридон зиркаше низ клучалката додека Мирна се капеше. Затоа ја испрати да се капе. А ти затоа стана, а? Боже, поја, ајва, развратник! Ке барам развод! Сите сме тероризирани. И сите тероризираме. Денес не се на гости. Постои ли поголем терор од тоа да ти дојдат гости кога не сакаш? Гости доаѓаат да те видат, да те прашат како си, дали си добро, дали ти треба нешто. Се радуваат кога ќе станеш да земеш нешто, зјапаат во твојата нога. Си велат, што може Спиро со една нога, зошто не ми може да ја со две? Гајли ме ми за Спиро. Не сакам да сум ничи брат, ничи сопруг. Не сакам да ме сакате. Сакам да сум сам! Ние се јавивме во полиција и се сопривме овде. Сакавме да бидеме сами. Зар самотијата е кривично дело? Што? Вие поставивте бомба само за да водите љубов. Може, а нам не ни текнува. Од толку време не знаеме што да правиме. Играме домино за да ни мине. Купуваме разни предмети за да ни мине времето. Што ни остане што помалку време за љубов. Не ли, Силвестер? Доста Мирна, мисли на испитот. Спиро! Спиро! Спиридо! Ајде, кажи, Што да им кажам? за тероризмот. Немам што да кажам. Излегохме терористи, само ти не. Не, Ајде, кажи им. ти беше виновен. Зошто? Затоа што ја излегов по кратката сламка, а? Не, Зошто пукна? Спиридо, пушката, Спиридо, спушти ја те, молам. Молчи. Зошто пукна? затоа што додека скокаше како зајак рече, побрзај, мене веќе не ми се игра. Ќе одам до кино со Мери. Знаеш дека пушката е полна, а? Не знаеш. Знаеш. Тато требаше да оди на лов. Спиро, вистина ли е? Замолчи! Комшике, рече во собајке ајка. И мене така ми рече. Доста бе! Зошто пукна? Спиридон, престани, не сакам
чекам лов. 20 години го чекам ова. 20 години јадам кисела зелка како зајак и го чекам овој момент. Зошто пукна? Спиридон, спушти ја пушката. Зошто пукна, бе? Затоа што јас требаше да одам во кино со Мери, а не ти! Мене би вети за истото попладне. Па има представа и од честиот носу ме бави. Пише ова од некоја книга? Се е пишено, се е пишено. Тогаш му рече Господ Бог на Хаина: "Каде е братот твој, Авел?" А тој му одговори: "Не знам, зар сум јас чувар на братот мој?" Моето срце чука. Како машина. Ајде, овде е крајот на рајот. Дај ти игра со тоа. Спиран, испиритар спиритус. Спиритус. Тоа на латински е дух. Каде сме ние, луѓе? Јас сум од ковид. Амак бре, јас сум скуп на ефтен високо ја прекара овој пат. И пијам возиш. Цело време сакам да ви кажам, моето име е Архангел, Архангел Михајлов, накарано Арс. Лепти ме, луѓе. Ова е Боинг. Но каде си? Кој? Терористите? Тука се... Ги нема. И што ќе правиме сега? Ја чекаме. Нема време ни да ви ги прочитам 10 Божји заповеди. Тишина!